Ред се редат јавни критики за раководството и стратегијата на СДСМ од некогашни функционери и истакнати членови. Поранешниот председател Стево Пендаровски бара смена во партијата. Тој јавно предупредува дека Социјалдемократскиот сојуз се наоѓа на критична крстосница и дека без суштински промени може да исчезне. Навистина постои опасност СДСМ со и овој последниот вклучително пад во изборната поддршка да на следните избори не биде подобар, да кажам благо, и да отиде полека кон исчезнување или влегување во некоја статистичка маргина на грешка. Според Пендаровски, суштината на проблемот во СДСМ е во политичкото делување, односно стратегијата, кадровската поставеност и начинот на кој партијата се обраќа до јавноста. СДСМ не успеа да го канализира тоа објективно опозиционо расположение и да ги донесе тие луѓе на своје конто. Кога не успевате тоа да го направите, рецептите во светот се јасни. Или ја менувате не пиар стратегијата, него политичката стратегија, пристапот кон гласачите, или носите од други луѓе кои можат да пристапат до одредени слоеви на изборната конституента. За Венко Филипче ваквата изјава на Пендаровски е извадена од контекст. Тој на критиките повторно одговори со обвинувања дека ВМРО-ДПМН е водело црна кампања против СДСМ. Интересно е зашто прашањето доаѓа сега, а изјавата е од пред неколку недели. И таа изјава е извадена од контекст. Кога ќе видите цела изјава, воопшто не е таква на председател Пендаровски, кој што дава максимална поддршка на овде тоа што го правиме, го работиме во партијата. Меѓутоа, јас го разбирам, изминати на неколку денови, тоа е резултат на една силна кампања на провладините, провамаровските медиуми, би рекол агитатори, не новинари. Па чека, ако е мртва партија, зошто 90% од кампањата црна од провладините медиуми против нас? Зошто е против мене лично? Дискредитации, навреди. Изјавата на Пендаровски е само уште една во низата јавни критики од поранешни функционери на СДСМ. Екс-министерот Јово Деспотовски и поранешниот скопски градоначалник Петре Шилегов беа исклучени од партијата заради јавно изнесените ставови за ситуацијата во која се наоѓа опозицијската партија под водство на Венко Филипче.